Во време кога успехот се мери во бројки, ретко кој зборува за вредности. Почитувани, добредојдовте во уште едно издание на Бизнис класа заедно со Diners и Продукција 10. Јас сум Мишко Иванов, а во ова издание на Бизнис класа ви представувам бизнисмен кој што има навистина неверојатна приказна. Започнува неговата приказна практично од нула, односно семејната приказна започнува од нула, или не почнува со милиони, туку со 6 метри квадратни, ако сакате, и потоа стигнуваат до, ајде да кажем, бизнис империја. Пред да ви открием за кого станува збор, не заборавајте да кликнете лайк, subscribe на нашата YouTube страница Мишко Иванов и на останатите социјални медиуми. Не би Ходжа, во 2 мандати председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, меѓутоа бизнисмен, 7 дете во семејството, а денеска веќе Окса групација. Добро дојдовте. Добро ви најдов, благодарам на можност. Окса, така? Да. Реков, ова е приказна која што не почнува со милиони, туку почнува со 6 метри квадратни, далечната 69-та година. Вие сте 7 дете во семејството, вашиот родител го почнува бизнисот со злато или? Не, фактички од 65-та, најстариот брат кој што е веќе починат, он беше вработен во државното предпријатие Рубин Кармин и после 4 години искуство, татко ми одлучи да најде некој дуќанче во старата Скопска чаршија, за да можеме со тој дуќан да функционираме и да работиме. Со колку пари почнувате? Со колку пари почнува вашиот татко? Па, јас тогаш имав 4-5 години, не памтам, меѓутоа со малку штедење, со некои позајмици, татко ми дојде до можност да го откупи еден дуќан во стара чаршија во Дрварска улица, број 18, 6 квадратни метри, каде што сите тука, постарите да кажеме, браќата, работеа во дуќан, а ние помладите и моите сестри веќе работевме дома, производството што го правевме, пошто просторот беше мал, и комбиниравме нешто дома, нешто во дуќан и така полека стигнавте до ова што сте денес. Денес стигнувате до колкава бројка на приходи говорам, не за профити, бидејќи Окса групацијата не е само златото или златарството, се ширите или го правите диверзификација на бизнисите во градежништво, во производство на мебел, хотелиерство и што уште? Има уште нешто? Така? Тоа не е стамна. И колку се приходите од прилика? Како ви движат? Се обидувам да дојдам до како една успешна приказна која што почнува од 6 метри квадратни, за да стигнете до ова што денес го имате. Приходите точно не ги знам на памет, меѓутоа можам слободно да кажам дека од тие 6 квадратни метри со доста макотрпна работа, што е најбитно, за да дојдеме ние до ова што го имаме денес, не беше поентата само да произведуваме. Меѓутоа, во накитот најбитно е довербата на клиентите кон нас. Пошто во тоа време нашата фамилија, ствари нашиот накит, беше ценет како златарна целј накитот и на Рубин Кармин или Мајданбек. Нашиот фамилиарен жик, пошто секој накит си има свој жик, со иницијали и со жигот на каратажа на злато, фактички тоа беше еден жик што зборуваше сам во себе, дека тоа злато е најверодостојно и луѓето полека сватија дека нашите производи се стварно тоа што ние го нудиме, тој квалитет. И полека, како што растевме, ние како занаечи, јас во меѓувреме се запишав на електротехничкиот факултет, каде што го завршив факултетот и после тоа продолжив со магистерски. Тука во Скопје завршивте? Во Приштина. Во Приштина? Прво требаше во Загреб, меѓутоа имав една незгодна ситуација
возот се расипа меѓу Београд и Загреб и го изгубив приемниот испит. Не стасавте на приеме? Не стасав. И така ми беше сон да завршам во Загреб, меѓутоа судбината така ме погоди и заврши во Приштина. И поентата ми е дека јас кога завршив на ручекот што го послужив и за деканот, за професорите и за постарите од мојата фамилија, еден говор кога одржав, реков: фала ви за све што ме научивте. Викам, од сега натака, викам, оваа диплома од факултет, ја ќе ја закачам на зид. Викам, мојот факултет за мене беше како хоби, а мојата професија ќе биде мојот бизнис фамилиарен, кој што јас планирам да го досавршам и да биде современ од занаетчиски бизнис во нешто модерно и со меѓународни стандарди. И така полека јас аналитички многу пославме со Италија, полека по саеми, посети на саеми. За злато? За злато. Атрактивните, најтренд модели да ги носиме полека тука. Нешто произведувавме, нешто увезувавме и така полека дојдовме до тоа што го планиравме. Освен Италија, почнав да се работувам со Дубај, со Хонг Конг, со Јужна Кореја, нешто имаме соработено, Истанбул, исто Турција и така натаму. И бевме во нашата бранша, бевме како лидери и тоа веќе трае уште, пошто поентата не е само да постигнеш што во животот, него да го држиш тоа константно, да бидеш на ниво, тоа е за мене вредност. Пошто многу златари, многу колеги или бизниси, без разлика какви, луѓето постигнале некоја цел, да кажем, некоја богатство или нешто слично, и пропаднале. Поентата е како тоа што го ствараш, да го сочуваш, да го зголемиш и тоа да трае што подолго. Значи, од 69-та сега веќе над 56 години, 57 години, ние сме во оваа бранша, да кажеме, едни од најсовремените во Македонија и пошироко во Балканот, сме ценети секте. По тој пат тргнуваат и вашите деца, внуци или? Сега за сега не се по тој пат. Син ми, он има друга компанија, не се занимава со злато, со маркетинг, меѓутоа доста ми помага, пошто у денешно време без маркетинг ништо не се продава. Има своја компанија за маркетинг. Почнавме и со градба, освен Косово, што веќе од 2007-2008 некаде, од кога почна светската криза, ние бевме во една ситуација која златото не беше воопшто интересно за клиентите и бевме на раскрсница. И што да се прави у тој момент? Одлучивме да инвестираме во недвижности во Косово. Откупивме една приватна фабрика за намештај, која што имаше огромен простор за се можно. И така, од тој период, ние тука веќе поголемиот дел од бизнисот го преориентиравме таму. Тоа е таа диверзификација за која што зборувам. Так. Тоа е фабрика за производство на мебел? Да, фабрика за производство на мебел, Тефик Чанга, бивша југословенска фабрика, позната над 2500 вработени. И колку имате вие вработени сега? Ние сега моментално имаме околу 100 до 150 вработени таму, каде што дел од просторот го пренаменивме во шопинг центар, модерен шопинг центар, не е затворен тип, као аутлет центар, кој што е доста функционален, успешен. Тоа е во Урошевац, така? Во Урошевац. Феризај, да, во Феризај. И со намери, полека фабриката што е за мебел, пошто веќе 30% од просторот сме го сконцентрирале производството таму, меѓутоа у денешно време да имаш во центар на град производство, тоа е многу скапо. Така да следните чекори се
Дислокација? Да се дислоцира фабриката и шопинг центарот да порасне и во другиот дел и да се поврза и со другите, да кажам, содржини што се во околниот дел. Тој ритейл парк за кој што вие говорите или аутлет, така, каде што има буквално се, од оние не луксузни марки, но сепак присутни се оние на кои што сме навикнати и ги гледаме. А зашто се решавате во Косово? Значи, тој таа криза 2008 година за која што вие говорите, тоа што фати паника? Не. Затоа што мене ме чуди, бидејќи златото никош не губи на цена, од што вие се исплашивте? Не на цена, туку кога има стагнација на бизнисот во промет, ти во таква ситуација треба да размислуваш опција Б. И ние се одлучивме во тој момент. Имавме и таква ситуација или можност, да кажам, ни се појави можноста, пошто еден дел од фамилијата веќе порано беа иселени во Приштина и во Феризај, и еден од внуците ни понуди можност да инвестираме во приватизација на таа фабрика. И така, ние учествувавме, го добивме као случај, пошто имаше јавно надавање. Аха, има и конкуренција. Да, конкуренција имаше невидена. Дури закани, да не кажам, пошто после војната малце ние не бевме баш од таму и за да можеме да бидеме онака покомотни, меѓутоа на некој начин малце онака со грб, малце со луѓе и го поминавме тој период и од тогаш веќе успеа како приказна. Сега сте веќе респектабилен на косовскиот пазар? Да. А во Македонија го имате само златото? Па еве, веќе во Македонија пред година дена исто и тука се префрливме исто со градба, меѓутоа не како комерцијален проект, него е стамбен проект. Кај градите? Почнавме нешто во Злокучани, Бардовци, една мини населба, така да кажем. Nest Living, каде што градиме неколку куќи, така не многу големи, луксузни, со целата инфраструктура, значи. И колку чини една куќа? Па се движат цените стварно се многу поволни во однос на цените што се настанови. Се движат некаде околу 2000 евра по квадрат, со тоа што во таа цена е влезена и цената на парцелата и дворот комплет со ограда, со гаражи, со екстериер и интериер, значи. По колку квадрати се? Од 120 квадрати до кај 200 квадрати, двор 150 до кај 300 квадрати и со поврзани површини, со улици, со светлост, со обезбедување и тоа готово или се гради? Веќе при крај се као... А продадено е све? Не. Не? Дел од објектите се продадени, еден дел веќе е во продажба, некои нели преговарат. И кај нас на како менталитет луѓето чекат после еден момент, пошто претежно нели кај нас луѓето купуваат преку банки со кредити. Па да. И никој не ќе да земе кредит година дена унапред да плаќа рати, за да после почне да живее и него сака у последен момент да земе кредит, да се всели и да почне да плаќа. Тоа е веројатно тој дел на довербата се уште кај луѓето не е на тоа завидно ниво, затоа што нели во минатото имавме неколку случаи каде што еден стан се продаваше на 4-5 фамилии и сега сите некако, знаеш, чека прво да видам да се изгради, па претпоставно се соочувате со можеби во тој дел на луксузни големи објекти, можеби не, меѓутоа овие кои што некој штедел пари и сега сака да купи на дете стан од 50-60 квадрати и знаеш чека до последен момент. Така, имавме ситуации, многу луѓе бараа пример компензација да даде стан, да зема куќа, пошто сепак куќата е комодитет, е лукс, на некој начин, приватност имаш. Некои дури можат и базен да го направат на кровот, пошто има таква можност да се вгради базен, некој ако сака во двор,
така да сите можности. Значи градежништвото го селите сега и во Скопје во Полека, а она со производство на мебел таа функционира, на пример можеш од тука да нарачеш Да, производството на мебел функционира со тоа што Тоа е во Феризај. Тоа е таму стационирано. Да, така? во Фериза е И вие само стационирано. таму продавате Еден дел од производството, кожниот дел од намештај, да кажам, од гарнитурите, кој што го имавме со менаџер од Италија и со италијанска кожа, го пренесовме во Македонија. Тоа е дел од мојата фамилија, фактички брат ми го презема тој дел и тоа е во Визбегово исто Елите Софа. Мислам, фирма со кредибилитет, со добар квалитет на намештај и после и он се прошири освен кожниот дел од гарнитурите и со текстил и екокожа и А тоа е се севаци. под Окса? Не, тоа не е под Окса, тоа е Окса- веќе посебно. Окса сте вие сам или? Окса сум јас, брат ми и внук ми. Аха. Уште тројца сме. А ова Значи, е ова е другиот брат. Другиот дел, Добре. брат, што Аха. како што кажавме, ние сме голема фамилија, 6 браќа, 3 сестри, 9 деца Аха. и не можевме сите да бидеме во иста групација, пошто А секој сега имаше сите исто работите? своји сонови. Не, Не. Во златото кој е? Само вие сте? не претежно, да кажеме, пола од фамилијата сме во златарството, еден дел во Аха. градежништво, еден од внуците е исто каде што сум и јас дел од тоа, али и тоа не е Окса груп. Сум дел од приватен коледж во Приштина, Аха. American School of Kosovo, Добро, знам. и тоа е од 2003 како Аха. школа. Еден од другите внуци го води, Ардијан, и тоа е многу успешна приказна. Предшколско образование, значи градинка, основно и средно школа. Типот на нова, како што е Аха. во Македонија. Функционира и тоа во Приштина? Функционира и тоа Мгм. квалитетно и ефикасно и напредува со висок степен на ученици. Сега броиме некаде околу 700 ученици, што е Вкупно? доста пристојна бројка, да. Тоа се Поштавме претежно странци или? со 100 мешани се. Аха. Али странците скоро 90 што се во Косово, амбасади, 90%. Мгм. сите учат и во градинка ги носат, дури од градинка до средно. Добро, поделени ви се улогите во групациите, во бизнисите кои што... Па еве, например, работат? како што кажав, секој си го Пошто менаџира можеш да еден пофати, дел, знаеш, пошто злато, образование, да, градежништво. секој го менаџира А еден дел. хотелиерството што е? Ние сме како дел од управниот одбор, кога се донесуваат одлуки, Аха. заедно гласаме и така функционираме. А хотелиерството што е? Хотелиерството е во дел на Окса груп, каде што освен неколку ресторани имаме еден бутик хотел исто во ритейл паркот во Феризај, Рубис хотел, Добро. хотел со 30 на соби, не е многу голем. Меѓутоа идејата е во новиот дел кај што ќе се прошириме сега уште 30% од тие Аха. 120.000 квадрати, тука да стане тој дел, значи нешто уште поатрактивен, помодерен, веќе пошто и Феризај како град е скоро втор по големина после Приштина и најголем град со многу јака диаспора и градбата и хотелиерството е со голем замав. Хоџе, кој имат повеќе пари, македонците или косоварите? Вака може да направиш споредба? Кој пазари повеќе? Пари не знам колку, меѓутоа секогаш кога се во прашање бизнисите, зад нас стојат банките. Добро. Фактички во Косово се Да сеќавам, прашам кој повеќе трошат во сек- Македонија или во во- Косово, каде се троши повеќе? во Косово е една чудна приказна, пошто ние со бизниси сме и таму и ваму. Потрошувачката или потрошувачите во Косово многу се полиберални. Таму да правиш бизнис е многу полесно. А кај нас? Потрошувачите тука кај нас е многу по аналитички, постегнати, повеќе размислуваат додека одлучуваат за нешто, а таму многу побрзо се врти
парата, да кажем. Аха. Као менталитет, значи, некако пожедни се да трошат, да заработат, и тоа ти, ако го пресметаш математички или економски, да кажеме, во тек на годината, ти со еден капитал, да кажеме, од 200.000 евра, Добро. таму ти го вртиш 3 пати или 4 пати. А тука? Тука не можеш еднаш, два пати, еднаш до 1,5. Фактички, инвестицијата и повратот на инвестицијата тука е поспор. И тоа е економија. И многу пати размислувам, еве и со златари да преминувам таму, меѓутоа некако, пошто сме сите во фамилија, викам, што ќе идам таму, конкуренција на моите внуци или браќа да им направам. Во Косово? Да, И тие има таму златари? да, има во Фереза и Пришна. Негде 13 златари имаме во дел на фамилијата. Од Цела фамилија? 3, Значи, фактички од 4 браќа што сме во овој бизнис, секој има по 3-4 дуќани, негде 13 таму и тука кој е најдобар? 4. Кој е најдобар од браките? Кој е најдобар? Кој е најдобар? Секој е добар во свој поглед, меѓутоа, еве јас како наследник на фирмата Смарагд од покојниот брат што го почна прв од Рувин Смарагд. Кармин, Смарагд, значи јас одам кон тоа да не идам на количина, него да бидам на повеќе на квалитет и на доверба и нешто што го нема во пазарот. Значи, одиме кон тоа да бидеме... Значи, ти си по-луксузно. Јас, Значи, да продадеш еден диамант, карикирам, а некој може да оди со Так. помалку карати да врти повеќе, Да. например. Ја одам кон тоа, значи, пошто планирам, еве, керка ми не е тука, она магистрира надвор од Македонија во Шпанија, нешто сосема друго. Меѓутоа, се надевам исто како јас што студирав електро, Фала ви за дипломата. се вратив во фамилијалниот бизнис Аха. и го усовршив и го модернизирав и еве кај што сме. Чека, живеете во Скопје, така? Во Скопје сум роден и живеам во Скопје. Сега, Во Газибава сум роден. Аха. Значи, Добро. центарот на Кул- култура кул- го викаме кул- ние Газибава. Само што сте уште или не? Не, во Бутел сум. А првиот дуќан, овој што зборивме од 6 квадрати, Да. тој е во Стара Чаршија, Да, така? во Стара Чаршија. А сега дуќаните ви се во ГТЦ. Сега имам уште еден во Чаршија, Добро? али на подобра локација и многу поголем дуќан. Аха. А, Кој Тоа е е нај... срцето на Чаршија, кај што е, значи, главната раскртица Аха. на Чаршија. И тука имам и работилница, и канцелари, и продажен салон. Исто така во Трковски, во Златарската улица и во Истгейт. И сега македонците купуваат злато? Купуваат само купуваат да кажеме нешто што не е количински, али што вреди, да кажеме. Пример, едно прстенче со диамантче, ференички прстен. Што кажа И- со диамантче, едно прстенче. Па со има диамантче и диамант. Добро. И сега у последно време трендот иде кон лабораторискиот диамант, некој го викаат вештачки, не е вештачки. А што е лабораториски диамант? Многу интересно прашање и за гледачите. Лабораторискиот диамант е ист во структура, во јачина, во квалитет, како природниот, меѓутоа, природниот се ствара во природни услови со милиони години, под висок притисок, температури, нели во лавината во земја, Добро. а овај лабораторискиот, под истите услови во машина, во специјални машини, кои што ги прават истите, потполно истите услови како што се во природа. Значи, со температура 5000 степени, 15.000 бари од прилика и состојките што се ствара природниот, исти се тие, да кажам, зрната, од диамантските зрна честички, од нив, под таков притисок, се ствара природен диамант во лабораторија, кој што е не е изработен, буквално како природниот, и тој после истата процедура се носи, се бруса, зависно од големината, му се дава формата која што е. Еве јас ќе влезам во таа, ако сакате, замка да И речете. дури само да додадам, Мгм. тие можеш да ги бираш со многу повисок квалитет, а цената
да не зборам, е многу поевтина од природниот и во однос на тоа за Има разлика во цена помеѓу природен и лабораториски. ненормална цена, нарочито на големиот. Ако еден голем диамант од 10 карати природен, еден карат е 60.000 евра до 100.000, значи од 600.000 до Природен? милион евра природен, лабораторискиот ќе те кошта 10.000, 15.000 евра. Неќе, природен сакам. Кој што сака. Природен, немам пари за природен, ама уште природно си е природно. така е, меѓутоа за да го добиеш тој природен камен, Од кај иде? претежно Индија, Африка, Јужна Америка. Зашо се тепаат они војни тамо, зашо Индија голема сила за... За да се дојде до тој природен, сме го гледале и филмот Bloody Diamond, Да. и тоа е стварно Така е? човечки животи се во прашање. Еколошкиот аспект и ред други работи. Чекај, баш е така како јас на филмот? лично, ако некој ме прашува, јас сум за лабораторискиот, пошто тука веќе е умешноста на човекот и немаш нарушување на екосистемот, копања и така натаму. Значи, природа си ја чуваш, го ствараш истиот камен со иста јачина, значи диамантот е најтврд кристал во светот, 10К. И лабораторискиот и природниот. А многу почист, многу побел, без никаква флека, да кажам, пошто и тие имат цертификати, меѓународни цертификати се издаваат и за нив, и за природните. Истиот цертификат. Само разликата е lab grown diamond, natural diamond. Ништо друго. А цената Ја пак ќе ти кажам, преголем. природно Разликата е е природно. Сега види, Така е. имаш патлиџен и патлиџен. Имаш патлиџен кој што расте како што треба природно, имаш ветер, температура, све, имаш патлиџен кој што расте во, како се вели, во садници, па му пушташ побрзо да вештачко. созре, вештачко, лабораториско. Така. Но, во Македонија има некој природен диамант, има купено некој? Природни диаманти нормално се купуваат, ние ги продаваме. Кој е најскапото што сте го продале? Најскапото, дока е 30.000 евра. Што купил? Еден Или што купила? диамант од 2 карата и нешто од прика 2,30. Ама тоа е лабораториски вариант. Не, природен. Природен? 30.000 евра? Да. Математички диамантот не се калкулира секогаш во таа цена што ти кажав 60.000 до 100.000. Значи, што помал диамантот, цената по карат е пониска. Што поголем, цената по карат е многу повисока. Поради тоа што поголемиот е многу потешко да се најде у природа. И автоматски цената по карат е многу повисока. Аха. Не води пример иста математика како да кажеме нешто друго кога купуваш на количина или мало или големо, само ги мериш. Него у едно место е многу поскап него 10 парчиња по еден карат. Господин Ходжа, вие да правите еден таков прстен или прстенче со диамантче, 30.000 евра, вие сте завршили работа за 2 месеци, да кажеме. Така. Се одам по некоја бизнис логика. Фално така е. Меѓутоа, тоа е многу ретка прилика, ретка ситуација Со диамантче и некој да купува. многу ризична. Сме имале прилика и сме имале кражба. Замисли, да. Сме имали кражба и тоа во сред Белден пред очите на вработените, професионалци. И што Тоа украда? украле пример прстен од 25.000 евра еден прстен. Што е во денешно време ти да заработиш, да го заработиш тој прстен, што рече ти да месеца, ја треба да работам 2 години, за да дојам сега тоа што сум го изгубил од кражба, за да можам да го заработам. Осигурано ви се? Сигурно се, сигурно, така. Осигурано, меѓутоа не може све да се осигура, пошто нашите осигурителни куќи уште за накид не се во ниво како што може да се осигура на. И сега како се осигурувате вие, како заштитите вие самите себе? Ништо, со сеф, со блиндирани врати, со сензори, со камери, со Они Да. што влегле во сред Белден, така. маскирани. Да. Тоа- Не маскирани Тоа- воопшто пред очи. И Не што вели, маскирани. дај ми злато, тргај се. Не, дај ми нити наоружано, нити ништо. Влегле двајца, жената демеки се заглавила прстенот, паника правила, он тамо од другата страна искористил прилика. Финта правеле. Да, финти. Ги фативте? Не.
Ама тоа е чекај се, има жик, ризикот. он ќе го продаде Тоа е после, ризикот. така Исто сме имале случај, еве, скоро еден од нашите продавници од мојот внук во Приштина, целиот накит му го украле. Од сефот му го обиле и влегле за викенд, 2 дена со брусалица го исекле сефот. Па нема. На тенане извадиле се, исклучиле и аларми, и камери, и све професионалци. И колкава е штета? Невидена, скоро €1.000.000. Невидена цена. Добро, Тоа е, колку цел живот работиш, доаѓа во еден момент, вие сте еден за наметани. 24 часа. А ја затоа велам таа 2008, бидејќи златото И ова паметно што рече, 2008 ние ради ова, пошто цел живот со злато, цел живот под стрес. Како ќе легнеш, како ќе заспиеш, како ќе станеш сабајл. Зашто? И вака купи земја, нешто што не може никој да ти го одземе и крај. Да се ова дисперзира инвестицијата е многу јака. Стресот аспект на кражба, дека може некој дома да влезе, бидејќи крадците генерално прво што одат по злато. Затоа ја реков таа 2008 кога беше кризата, немаше толку куповна моќ и луѓето не купуваа злато. Во такви моменти што е најпаметно да ве прашувам сега како бизнисмен, да се купува злато, да не се купува злато, да чекаш да падне цена, па да како е моментално цена на злато на берзи? Цената на златото во берза е претежно висока во однос на последните 5 години. Што значи графиконот на златото од 2020 до сега отиде 4 пати. Значи, ако било 30.000, пред 3 месеци беше 150.000 евра. Ако сакам јас да купам денес бурма, ако сакам да купам, карикирам, од бело злато, во вредност од 300 евра, колку би била сега таа? Овие пред 5 години, ако била 300 евра, колку е денес? Па сега пута 5. 1500 евра. Да. Со тоа што и тој што го купил 300, денеска ако дојде да го смени, он нема да земе 1500, меѓутоа ќе земе 1000, ќе биде удобивка. Затоа секое купување на злато, ја не го викам купување, него е инвестиција. Пошто цената на златото нема логика никаква да некогаш може да падне. Поради фактот што количините на злато се ограничени во земјината топка, бројот на луѓето во светот расте, потребата за злато расте и за накит, меѓутоа потребата за злато и за резервни сировини за секоја држава е законски, нели секоја држава мора да има златни резерви колку има валута од штампана. Пример Кина како се развива, она има Кина околу 3000 тони годишно произведува, а откупува уште 3000 тони поради фактот што има потреба за резерви од злато во однос на валутата што ја произведува. И ние имаме, фактички, нели сакаше Трајко Славевски доди да ги гледа таму во Париз кај биле фактички, да се уверил дека се таму. Инвестицијата во злато е најсигурна и најбезбедна, што не е инвестиција, него е безбедност, обезбедување. Тоа сакав да прашам, значи златото, затоа велам златото никогаш не губи на цена, значи баш инвестиција и не ба диел уште од старо време купувале злато, златници и го чувале се до тоа. Сега треба да го чуваш, да оди од поколение на поколение, или ако не дај Боже па да го продадеш. Која е дефиницијата на златото? Кога ќе размислиш како материјал, како предмет, златото порано пред да кажеме 100 години и повеќе, све се тргувало со злато, нели? Лирата, череците, другите монети биле Франц Јозеф и овие со такви валути се тргувало. И златото, затоа викаме, нешто најбезбедно, пошто има толкава вредност, може лесно да се пренесува, нити може да изгори, нити може поплава, нити пламен, нити ништо да го оштети, може да му смени форма, нити испарува,
Нити му можеш нешто да му направиш, само формата може да вредноста никогаш не може да му ја изгубиш. Затоа инвестицијата во злато е број 1 по мене. Некој вика земја, недвижност, меѓутоа пак Па по добро, мое... и земја, злато ти, Да. со недвижност, но Така. за земја сите велат земја чувај, злато купувај. Тоа е. Не инвестирај во, нели, ние сме обично научени да инвестираме прво во марки, сега во евра, инвестираме, односно купува и штеде луѓето. Сега некои Ние некои други се почнавме штедат инвестициско злато исто продаваме, како смарагд. Какво е тоа инвестициско злато? Тие се плочки Добро. од чисто злато со швајцарско производство. Неколку бренда Природно имаме. или лабораториско? Нема злато, ти кажам, нема природно. Се сум. Со се тоа шегувам. што има различни големини, И колку пари? од грам, 2 грама, 5 грама, 100 Ја грама. на парите прашам, од Сега, до. колку ти е буџетот, Од 2 грама колку колку пари? си можел да заштедиш, 2 грама од прилика по 100, 140 евра, 280 евра. Ама што е 2 грама, ништо не е тоа. Али вредност може утре да порасне 160 и добиваш автоматски 320. Плочка е тоа? Од 2 грама. 280 што ќе извадиш, Плочка 2 грама, Да. тоа... тоа е мало. Ептен А, ко така. ноктот. Малце поголема, да. Дувнеш ке летнат 280 евра, така ги. Да. Меѓутоа 280 може да прегорат многу. Каков е? Тоа не гори. Ме интересира твојот однос кон златото, како му пристапуваш? Јас Дали е веќе рутина, дали е тоа не, кон како тоа е љубов? стварно еве тоа што ти кажав, ја еве ќе со години веќе уште малце пред пензија. А. Јас го правам со љубов. Као прво што веќе тоа е традиција фамилиарна. И било што да ми излезе као можност, ја не би го сменил, пошто стварно е нешто што уживам во тоа. Со љубов, со почит и луѓето што идат кај мене, така се понашам и знаат кога доаѓаат, кај доаѓаат. И верувам дека со таква намера, со таков пристап, професионалност, трпение, веродостојност, јас мислам дека и моите наследници, што кажеш деца или внуци, внуците ми се веќе мали, мислам дека ќе успееме и ќе продолжиме да го одржуваме на таков Тоа ви е наследство, тоа е како сега тоа е од занает, веќе бизнис империја, ајде да кажам, така Да, меѓутоа не секогаш парите мене ме прават радосен. Јас уживам, пример, цел ден ќе изгубам со еден прстен, ама кога ќе дојде клиентот, кога ќе го плати, мене ми е битен моментот, он кога ќе го земе прстенот, кога ќе излезе од врата, тој момент ми е најбитен и на вработените им кажувам. Пазете, немојте во никој случај клиентот кога ќе ги плати парите да чека едвај да избега од дуќанот и да каже леле овие ме закла. Да, ме закла. Него тој момент мене ми е многу битен, кога ќе излезе, да излезе он пресреќен, тоа што го дал, со тоа што го добил, значи назад. Тој момент ми е мене многу битен. И затоа викам, јас можам да изгубам скоро ден, два, три, за еден предмет кој што нема некоја вредност парична, ама кога ќе го направам, до детали. Сте правиле До детали. Сте правиле прстен? Како не? Да, вие? Како не? Па јас, освен електро, јас... Вие така сте јас- почнали вие како Да, као чирак. Така сте Ја почнали. прво почнав да чистам дуќан, Добро, тоа после така почнав да сите. полирам. Сите мои другари играа фудбал на улица. Јас абајле, кога ќе само доручек, у работилница, ќе се измијам, трк у школо. Навечер доаѓам од школо, домашни, оврски, од школо, сабајле работа, школо работа, едва и можеби петок нешто сум имал време да искочам на улица. Сите другари ми се смеа, пошто кога полираш, тоа полирот пушта црно, паста. И мене само забите ми се гледа бели, листот црне вака бел целиот. Така да, тоа
таа работа Тогаш ви се смееле, а Да. сега ви се смеат или? Сега? други Сега време. што прават сега? Сега, нека се гледат на огледало, што да кажам. сега идат ли, Стварно. господи, на ходжа како Така сте, е. доаѓаат ли се? Да, да. Добро, тоа стварно. мачна работа или? Бара? Да. Пипаво е повеќе или? Да. Ништо без рачно. Ништо. Се Ако во многу е последно време пипаво онака за А, за мара бара концентрација не. Потоа се сите детали се микроскопски. Ние на микроскоп Аха. ги фасуваме диамантите. Па добро, не отидовте напред сега со дигитализација едно друго да. Не може. Сепак многу е битно тој осетот, кога ќе го фатиш каменот да го фасираш, не може машината да го има тој осет на рака. За да не го стегнеш премногу и да не го оставиш прелабаво. Тоа е тие се детали што само раката и умешноста на мајсторот може да ги направи. Ние имаме злато во Македонија. Тоа што беше Алшер едно друго или не? Имавме рудник, нели, ова Добро, што беше Буџин. Бучим, Бучим. да. Тоа беше Меѓутоа јака. дојдоа некои странски инвеститори, ја приватизира и не знам што се случи Ние поратак. добри ли сме ние? А ние везуваме Не, плочки сериозно, како fine gold. држава дали сме. Добри Вас еве, сме, како добри. златар сега, ќе ве прашам, како не би Добри коджа сме, како ама златар. не сме добри во однос Ама на не, тоа дека знаете како кажавте оно болно, да, ние имавме злато, ама го дадовме на... политиката кај нас не размислува у долги стази, размислува денес за утре и затоа сме во вакво дерече. Ја мислам дека пристапот треба да биде другачи. Јас кога бев во комора, Вие во 2 мандати бевте во 2 мандати председател бев на председател, тука Комора на Северозападна имаше Македонија. бизниси од сите сектори и фала Богу мислам сите компании кои што беа членки, да не кажам од нула, некои од минус почнале Мгм. бизниси. 2015 кога станав председател, пошто ние секоја година имавме настан топ 100 компании најуспешни. Претежно беа албански компании, така Мгм. бевме у членките, меѓутоа имаше и други компании. И 100 компании, годишниот обрт на 100 компании 2015 беше 560 милиони евра на тие 100 компании. Тоа е полумилиарда. Да, Обрат. обрт. Кога излегов од комората 2022, милиарда и 200. Значи за 7 години 100 компании го повеќе од дупло го зголемија нивниот приход. Што е стварно бројка за почит. Добро. А нашата политика тие бројки не ги цени. Тој труд не го цени. И секогаш кога е во прашање нешто, тие фактички ќе се насочат Мгм. да го оштетат бизнисот наместо да биде спротивното. Па да дадете да се некаде, консултира да подадете некаде, бизнисот, да не ве дојде некоја онака случајна инспекција, да не помине веројатно. Ние на тоа за неколку тие. наврати, еве уште еден, да кажем, една информација која што е многу битно, 2015 трговската размена Македонија-Косово, пошто ме прашавте преска, Да. сега на тоа ќе се надоврзам. Трговската размена меѓу Македонија и Косово беше некаде 8:1. За нас, за Македонија? Да, околу 400 милиони 2012, 500 милиони евра извезувавме, Аха. 30 милиони увезувавме од Косово. А денес? Ова кога? 2012, на времето на Гуревски. Добро. 2022, тоаш веќе кога оставив комората, бројките беа фрапантни. Скоро 1:1. 270 милиони увоз, 300 милиони извоз. Значи, Косово толку отиде напред, што немаше потреба за наши производи. Стимулацијата на владата кон бизнисот беше така посветена што бизнисите пораснаа и веќе немаа потреба за увоз. И ние тогаш алудиравме, дајте да го направиме аутопатот Скопје-Приштина. За да, пошто ти кога имаш економски суфицит, Аха. ти треба да го направиш патот. Не тој што купува од тебе, нели? За да дојдеш побрзо до тој пазар.
А кај нас се случи обратното. Мгм. Косово го изгради автопатот до 13 километри пред Скопје, и тоа најсовремен автопат. Ние уште, значи 14 години, Ние едни 2 километри едва и направија и тие не ги пуштија. И тој А еве тек го таму. резултатот на Мгм. на таа политика. Затоа викам дека треба по-другачие да се пристапува, по-другачие да се размислува. Регионот оди напред, да не зборам за Албанија. Кај беше, кај е денеска? Колку е еден квадрат во Тирана? Колку беше пред 7-8 години? Значи, нешто се случува. Мгм. Тапкаме на место. Да не кажам одиме у Рикферц, ние тапкаме. Меѓутоа, И назад се комшиите враќаме. галопираат. Мгм. А златото како злато во Македонија од прилика ние како рековте колку имаме во резерви, а тоа е државата што ги има, така? Па сега, Вие групација на златари има, претпоставам, така? да, има. Аха. Колку е смараг, на пример, колку има злато кој што се продава во моментот, како идат тие Бројките се не се големи, меѓутоа кај нас инвестицијата во однос на обртот е многу голема. Тоа што кажа Аха. претходно. Значи, треба да имаш голем избор на роба, за да имаш еден ограничен обрт. А во другите држави да го имаш истиот квалитет и квантитет, значи обртот би бил 2 пати или 3 пати поголем. И тука е Аха. проблемот што валјда и до конкуренција во Скопје, исто во Македонија, златарството е број 1 во Балканот, мислам, Скопје има најмногу златари во Балканот како град. Пошто тоа веќе традиција било од порано Косово и другите држави имале нешто Призрен имало филигран производство, Приштина немало, као ние што сме го имале Рубин Кармин, и тоа нели се наследувало, се проширило кон фамилиите. Значи Скопје се уште е центар на производството во Балканот. Значи, колку има работилници во Скопје за злато. Значи традиција целиот Балкан го нема. Меѓутоа обртот во другите држави, продажбата е многу поголема. Што е најскапо кога е златото во прашање? Говорам на светско ниво. Мислите како злато, што е најскапо или диамант? Диамантот е број 1. Тој на пример во светот се не знам, тоа се милиони евра претпоставам, така? Милиарди евра се опрашани. Милиарди. Видете, диамантот ви кажав предка на пазарот во рамки на комерцијалниот дел се движат најскапиот диамант, да кажеме, до милиони, пол, 2 милиона евра што купуваат, нели, филмските звезди, холивудските звезди. Збориме за на светско ниво? Да. Добро. За еден камен, нормално, кај нас во Македонија тоа е веќе нешто што е само како сон, пошто немаме таков пазар. И тој што викаш, тој што има, ќе купи ќе сака да купи надвор. Добро, да се докаже дека сум го купил во Антверп, во Белгија. Не знае дека ја го носам од таму, го произведувам тука со многу пониска цена, истиот квалитет. Довербата е многу битна. Кај нас уште нема доверба меѓу мене и тебе. Че на една точка стигнува целото злато? Да, на една точка. Белгија, Антверп е број 1. Значи и во Јужна Африка. Во Антверпен? Јас пред неколку години бев во рудник во Јужна Африка као турист. Меѓутоа, пошто сум од браншата, ме копкаше дај да видам некој рудник за диаманти. Отидов, ги посетив, прашав за цени, цените ми беа поскапи од Европа. А во рудникот си. Што значи дека монополот и контролата ја држат Европа. Не смеа да продават под таа цена. Значи се е под контрола. Вие добивате прачка злато или се ја? Да, прачки злато и тоа се преработува. Исто така ние
Иста така, мислам и од Чекај, како се транспортираат? Имаат некој посебен начин? да, тие се посебни, имаат као кутии вако со бломби, кои што има специјални служби со обезбедување и Аха. се носат право на царина. Стварно те боли се глава. царинат. Кога ќе стигне ова да те боли И- глава, кај го носиш, што го и- носиш? Од таму после се преработува, тоа се претвара у 14 каратно, пошто тоа се чисто злато. Тие се полуги од чисто злато кои што мора да се Аха. легираат од 14 каратно злато. А најскапото што сте го продале ова диамантот 30.000 евра Така. во Македонија? Да. А во Косово во колку продавте? Па отприлика тука негде? се движат ценеве за Аха. али со ако има такви клиенти што сакат нешто поскапо, може да се Мгм. обезбеди све. А- Само не одиме на тој ризик да имаме залихи која нема побарувачка. Ова кризава ве погодува вас или Иран, Израел, Америка? Сега Говорам за злато. Сега во баш интересно прашање, првиот ден кога удри Израел и Америка во Иран, цената на златото падна, што беше чудно за целиот свет, но после тоа, пошто ја веќе у економија малце пратам и геополитика, значи сите инвеститори во светот на сочувањето што им беше на злато се пренасочија на нафта. И автоматски, нели, берза кога Црно веќе- злато. берза кога инвестираш, луѓето го занемарија златото, инвестираа во И нафта. пак е во криза злато и сега. падна малце едно 10-15%. Пример, цената беше постигна 150.000 евра од кило, сега у моментот е 130, веќе еден месец скоро, тука се движи. Аха. И тоа малце е ризично за нас како бранша, пошто кога има вакви амплитуди, промени на цени, луѓето чекаат, не инвестираат, не купуваат, Па не чекаат знаат. стабилизирање на цена. Па не, обично нели кој ќе паѓа цена се купува, треба да. Ако Да, имаш пари меѓутоа- купувај, па после ќе Меѓутоа, продадеш. чекаат да падне можеби уште. Никој тоа не го знае. Да. Така не, да- има некој што го знае. Ва ние само гледаме, посматраме Ние од, ние од страна како изгледа се ние тоа. сме Добро, да еве финишираме. Како изгледа да паднеш па да станеш кога е бизнисот во прашање? Сега барам како совети од луѓе кои што гледаат. Да. Не треба да се откажуваш, не треба да очаеш, еве вие работите специфичен бизнис. Тоа е злато, не знам дали уште но имате време да правите, идете или? па и од време на време некогаш ќе се симнам така, Аха, некој од- совет одмера, да им така? дадам на Аха. вработените начинот како би можело Како е, подобро да еве, се 2008 паѓаш, што мислиш во тој момент? Катастрофа или дај да инвестираме, што е, како е, да одиме понатаму? Па, Како ќе мислам падне дека бизнисмен, како да се... Како... Умешноста на човекот и во бизнисот и во животот кога имаш криза е во тоа да бидеш смирен и во таква смирена ситуација Аха. да размислуваш за опција која што е нешто, да кажеме, спротивно од тоа што го работиш. Пример, јас секогаш викам, златото е лукс. Па луксе. Да. И во таков бизнис со лукс, значи треба да имаш опција Б, нешто што е нешто неопходно за луѓето. Секогаш викам, дај да отворам или фурна, пошто лебот во било каква ситуација ќе се продаде. Али златото, кога е ситуацијата добра, економски е окей, значи некој купува од мерак од тоа што има резерви. Ама лебот никогаш не престанува. Така да, во бизнисот секојаш човек треба да има и во тек на работата, пример, еве, конкретно со злато, ние секојаш сме размислувале, еве, во однос на ова што ви кажав, ризици, ситуации незгодни, за да имаш добар живот, смирен живот, да одиш на одмор смирено, не да размислиш дали си го уклучила алармот, колка
тие сефот Да. колку кила Ама, мислите, тежи, вклучуваме и ние која фирма вклучуваме ти го тука, да. обезбедува и така натаму Аха. и така натаму. Цел живот ние значи треба да стремеме кон тоа да внимаваме и позади и како се движиме и со кого седиме и тоа не е лесно. А ние знаете како ја перцепираме, овие златарите имаат многу пари. Така. Така ја перцепираме Знаеш ние како? од страна Да. ја перцепираме. Да, баш сега Знаеш, тој ќе влезе имаше сега. нешто на социјалните мрежи, еден златар, да карикирам, една туца пари вака, Аха. и сега го гледаш ти на камера, го гледаш туца пари, ја вика, ајде сега да, што треба да правам? 80% вика за златото, Добре. 20% плат, 70%, 20% плати и на крај од целата сума толкаско му останува некој. Ама не, Пари. сега не е толкацко Да. и тоа за златото Да, останува. но тоа е суровина. Па добро, ама Е, сега. не. Една прачка да имаш убава Да, сировина. Тоа е така. капитал. Меѓутоа, секогаш, тоа што го кажав, профитот, вредноста која инвестираш и повратот на инвестицијата. Односно, полугата, значи суровината, додај работна рака, додај трошоци, додај кири, додај ова, додај она, и имаш продажна цена. Порез, царина, имаш продажна цена. Значи, таа разлика од сите овие давачки и продажната цена, тоа ти е профитот. И тоа луѓето не го гледаат. Тие викаат, кило злато е 130.000 евра, колку ти е грам? Ке му кажеш 130 евра, а вика 14 каратно е 80 евра, ти вика заработуваш 50 евра од грам. Одма ти прават математика. Да, Така. ти прават математика, Одма ти ама прават математика. него проценуваат тој твој труд, тие твои Аха. други давачки трошоци, за да дојдеш ти до таа цена. И тоа е, луѓето го гледаат само од надвор тоа како изгледа. Па не, Меѓутоа, види, златото да е додеш- символ на моќност, така? така е. На, како да кажам, баш моќ, оно, дијамантот исто да не говориме сега. Како ќе кажат, нели, светиш како дијамант, како Ја. златна си, убава си, сите тие компарации Комплименти. си, па да, тоа е врзано за златото. Така ги учите и вашите деца ги учите така да се во однос на добро знаете да уживате, нели правите Па види, тоа да сте уживањето бизнисмен, е групација. уживањето е нешто што те одржува во живот. Без уживање, без друштво, без активности или некое хоби, со таков стрес и со такви обврски, е стварно тешко да може човек да Имате стални надежа. муштери, постојани муштери? да. Тоа И мене тие ме се, радува така? што имаме Мгм. стални муштери, имаме нови муштери сега и плюс со Мгм. социјалните мрежи, со Како го Инстаграм, купуваш муштеријата? со Инстаграм, значи Значи, стварно вие сме- имате искуство, например, кој ќе влезе. Карикирам, млад брачен пар или дечко Да. или господин со госпоѓа. Што можеш да му видиш во очите дека навистина сака да купи или само онака да прошета да... Да, тоа да е види. тоа е еден момент што секој продавач, да кажеме, бизнисменот е веќе бизнисмен по мене е човек што знае да прави пари и Па некој добро, друг вие да му сте ја вори поминале работата. низ тоа, Меѓутоа затоа ние од сме чирак сте луѓе поминале што да се. сами работиме и на некој начин некако ми е премногу некој кој ми вика бизнисмен. Јас сум човек што работам. Ама се уште работам, сам работам, не сум бизнисмен. Бизнисмен е тој што седи у канцеларија или дома и само командува нешто и некој друг ми ги прави работите. Ја мислам дека е стварно нешто што. Меѓутоа тоа што ме прашавте во однос на клиентот, секој човек што доаѓа нормално треба да се третира како што треба, без разлика Аха. дали ќе купи или нема да купи, има намера, нема да намера. Он може би прашува на 10 места, и ја треба да размислувам дека ако излезе од мене, ќе оде кај 11. Прашуваме. Да. Јас знам, Да. јас сум прашувал од Меѓутоа, друго, од трето. Поентата А и најбитно, извинете Да. што ќе прекинам, најбитно на крајот, ако ги прошетуваш по цената, да, најбитен е односот на Да. продавачот. да. Вика златарот, часовничарот и берберот не се менува. Така. Зашто? Се ствара таа кохезија, таа
Тачно. доверба што тоа со години веќе не треба ни да размислуваш. Пошто тоа што ти кажав, доаѓа клиентот, јас треба да размислам дека бил кај 10 и можеби ќе иде уште кај 10. Ако го задржам, значи јас сум тој што сум успеал, значи кај него. Значи што треба? Треба да го убедиш со тоа што му го нудиш, со карактеристиките што ќе му ги објасниш, да бидеш не идентичен со другите. Нешто што се разликува од другото. Јас секогаш тоа сум го практикувал во животот, пошто јас стварно сум завршил електро, меѓутоа све што сум направил во животот и во бизнисот, сум го направил со аналитика, со своји идеи, ништо никогаш, да кажеме, не сум го земал од тебе, Мишко, ќе го направам ова истото. Не. Јас ќе го земам од тебе, ама ако не го направам поубаво од тебе, ја не сум неби. Ја кон тоа секогаш сум цилен. Добро. Сите ги прашувам. 1.000.000 евра. Вистина ли е тоа дека многу е тешко да го направиш првиот 1.000.000, после веќе е полесно? Епа, сега 1.000.000 денари или 1.000.000 евра? 1.000.000 евра. Сега во евра збориме сега, не збориме. Дали е вистина така, дека нели сите велат, првиот 1.000.000 е тежок, после веќе е полесно? Јас мислам дека човек колку може да потроши, другиот дел што е плюс од тоа што може да го потроши, ако е тој дел, значи поголем од тоа што може да го троши, значи тогаш е многу полесно за да го зголеми тој дел. Пошто ти, пример, трошиш месечно, да кажеме, 1.000 евра, заработуваш 1.200, тебе ти требат колку години за да го дуплираш капиталот. Да. А ако заработуваш од 1.000 плюс 1.000, ти фактички можеш побрзо да го постигнеш тоа што планираш. Тоа е тоа. Значи ти 1.000.000 евра, трошоците ти се многу мали и после 1.000.000 веќе другиот 1.000.000 иде многу побрзо. Математички ако калкулираш, пошто 1.000.000 трошоци имаш 20.000 евра, ти другиот дел само профит, креираш профит. Чувството кај таа класа, добро вие рековте не се чувствувате бизнисмен, тоа е повеќе моќ, како да го кажам, понатаму кодиш чекор, веќе кога не ги гледаш, мислам ги гледаш ти парите, ама понатаму нели како велат човеч колку не наситно, ти сега постојано градиш, оддам, инвестирам, вамо, тоа се кредити, ритейл, паркова, феризаи, бизниси, образовани и така натаму. Тоа е што е оно што ве води? Има ли лимит бизнисменот до кај можам? Чекај, бидејќи е се уште ова. Искрено да ги кажам, јас имам лимит и затоа веќе нити планирам, нити нешто би направил. Се уживам во ова што го правам. Ако некој друг треба да размисли за тоа, треба моите деца да размислат, пошто јас животот така го сваќам. Направил се да размислам. Не. Јас така животот го сваќам. Пример, еден просечен човек од 25 години до 50 години треба да створи. После 50 веќе толку му е животот, ако не ги ужива и еве така карикирам 80 години просек живе еден човек, од 50 до 80 барем треба да го доживее тој дел од животот онака, квалитетно. И сега цел живот да работиш, не дај Боже ти, ако не живееш убаво, не се храниш убаво, не спортуваш, не шеташ, ја лично и планинарам, значи, ке се разболиш и што си направил? Целиот тој капитал што си го створил, после у лекови ќе го носиш, по доктори. Е тоа ли? Не дај Боже. Затоа, јас мислам дека секој човек треба да има некој лимит, парите се да ти го направат животот поубав, меѓутоа и полесен, те прават помоќен, меѓутоа и многу пари, ја луѓето не можам да ги сватам. Тие можеби доаѓаат сами од себе, пошто веќе ако го
третираш бизнисот како што треба, доаѓаат меѓутоа многу пари за еден човек, за една фамилија, мислам дека се Пак непотребни. легнуваш во една спална, да. така? Да. Пак јадеш Легнуваш, на еден стол. Живееш во една куќа, ако имаш една викендица, ке шеташ еден одмор Ага. и тоа е. Добро. Планинарење, така? Да. Кај одите? Кај не одам да ви кажам. По колку километри? Километрите се битни, меѓутоа и висинската разлика А и е висините, битна. која е најголемата? Па до сега на скоро 6000 метри надморска висина. Кај се имавте качено? Тоа е во Русија на Елбрус. Пу. После тоа ми е Монт Блан или во Швајцарија. Во Франција и Швајцарија, тоа е на граница. Па Италија, Грузија и така натаму. Сега имам некои ciljevi, ама пак Да, зависи видов, ако нешто ме чува Кина, здравјето. Анди, ако не Да, се... бев на Фуджи последното Аха. во Јапонија на Фуджи се искачив Аха. на врвот од И? 4000 метри. Тоа е еден, како да го наречам, тој што не се искачил тешко да може да те свати, пошто е ја го викам начин на живот, не Но тоа не е скапа спорт. играчка, така? Не е спорт. Тоа е скапа Па играчка. скапа е ако идеш на овие висини, пошто На тие треба припреми, треба аклиматизација, претходно Мгм. треба долг период. Пример, да одиш на Еверест, едно идење е $6000 и требаш некаде околу 45 дена. Пошто ние живееме на 300 метри надморска висина. Да. Да се искачиш ти на 8000, Таму мора да одиш таму од летаат 300 авиони на на 8000. 2000. Да. Па да одмараш ден, два, три, па да одиш на 3, па да се симнаш на 2500, па да одиш на 4. Тоа е аклиматизација на организмот во однос на висинската Што разлика. ви е убавината Знаеш. и тоа? По Да. тоа е неописиво објаснено, тоа, необјаснимо е. не, тоа е еден доживјај што стварно не може да го опишуваш со зборови. Тие висини, тие доживувања, таа убавина, пошто кога ќе се искачиш на некој врв, го гледаш некако целиот свет е под тебе, Мгм. целиот свет војува, боледува, ти си фактички на нешто што е, да кажам, или поблиску до Господ, или до рајот, или нешто убаво, пошто имаш, да не кажам, природата е феноменална, убава, чист воздух, тишина и ти си некако во друг свет. Да. Добро. Не би ходжа. Окса групација, бизнис кој што започнал без милиони, јас можам да кажам, од 6 квадрати. Денес претпоставам сите бизниси имаат некој обрат од десетици милиони евра. Или? Па, тука отприлика. Се не кажам обрат е Заедно пари вкупно, кои што се значи. да, говорам за Окса. се на купче Да. Окса, оно што го работи. Неверојатна приказна. Наследниве генерации на вашиве внуци ќе знаат да ги почитуваат 6 квадрати, кои што се исклучително значени за вас. Им го всадувате Да. тоа. Ние почнавме од ова почнав. Баш убаво што За ме- вие денес да уживате. Убаво што ме потпраша. Ова е во нашата фамилија многу идеме кон тоа да се сочува една традиција каде што секогаш еднаш, два пати во годината се собираме фамилијани собири кај што Сите? да, Па колку сте? вкупно ние сме над 100. 100 луѓе се Да, тоа. од татко ми, мајка ми надоре, негде 110 сме. Со сестри, браќа, внуци и се собираме и тука секој кој што има нешто визија или некоја интересна приказна, значи тука Аха. се раскрстуваат сите тие идеи и така може да се вроди некоја идеја и за некоја Аха. една инвестиција или партнерство и така натаму. И така сме функционирале фактички до сега. Така сме влегле и во партнерство Мгм. еве со внуците. На маса идејата
Кој ја прифаќа, ја прифаќа. Кој не ја прифаќа, Мгм. си оди. Ние имавме и неуспешна приказна, исто од 2012 инвестиравме во Албафон, ако знаете, Да? да, телекомуникацијска компанија. 07 3. 3. Да. Ја го Вие имам бевте? бројот уште од таму. Ја бев дел од партнерството. Меѓутоа, како што и секој бизнис има падови и нагорници, во тој бизнис не успеавме. Поради X причини сега Аха. да не ги набројам. Меѓутоа не се предаваме. Секогаш од тоа учиме нешто Така де. и одиме напред. Добро. Благодарам што Така. бевте во бизнис класа. Не би ходжа, бизнисмен, како да кажем, да не, бизнисмен или собственик еве на Да. не, бизнисмен, Окса групација, не би ходжа Пранешен, председател на Комората на Северозападна Македонија во бизнис класа, копродукција на Diners, продукција 10. Не заборавајте лайк, subscribe на нашиот YouTube канал Мишко Иванов и на социјалните медиуми секако Мишко Иванов. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.